Продолжуваме со емисијата со делот Намајнет за здравје и мојот денешен гостин доктор Душко Фидановски, педијатар неонатолог од клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Фидановски, јас ви благодарам што сте наш денешен гостин во емисијата Магазин Здравје. Еве за почеток, сега и вие кога доаѓавте, значи надвор имаме зимска идила во пролет. Меѓутоа ова време е причина плюс за зголемување на настинките кај децата, нели, покачена телесна температура, болки во грлото. Во оваа сега ситуација во која што живееме пандемијата со COVID-19, како родителите да не паничат дека има COVID-19 детето, а не обична настинка, токму поради овие временски услови. Да, секоја промена на температурата, посебно после ваков период на практично пролетно-летни температури, нагло заладување, промена на влажноста на воздухот доведува до зголемена осетливост на организмот, посебно на детскиот организам кон вирусни и бактериски инфекции. Така да веќе имаме од пред неколку дена, во текот на минатата недела, од како се промени времето, веќе има зголемен број на амбулантски прегледи на деца со инфекции, па и хоспитализации. Секогаш се помислува, бидејќи се наоѓаме во време на пандемија, дали навистина ова е COVID или е нешто друго. Секако процентот на деца со COVID позитивни се зголемува. Можеме да констатираме дека е многу поголем сега отколку што беше во претходниот бран. Тоа се должи најверојатно на мутацијата на вирусот, на новите соеви практично на вируси кои се појавија, односно кај нас, фала Богу, за сега само британскиот сој, кој што полека можеби не доминантен, меѓутоа сигурно 50% е веќе застапен. Тоа е докажано дека е многу позаразен, преносливоста е многу поголема, бројот на заразени луѓе е многу поголем и пропорционално на тоа и бројот на деца кои што се заразуваат од овој сој е зголемен, така да затоа имаме зголемен број на случаи COVID позитивни. Меѓутоа, тоа што се знае до сега од испитувањата што се правени споредба, значи на претходниот бран и на овој бран, е дека ја намалува и возрастната граница. Вирусот, ако порано беа најосетливи луѓето кои што, мислам, симптоматски болни, над 60 години, меѓу 60 и 80 години, сега таа граница како да се намалува, значи помлада популација се заболува, некаде околу 40 годишни, па и помлади, заболуваат и бројот на потешки случаи кои што бараат хоспитализација и лекување во одели за интензивна терапија исто така е зголемен. Тоа е карактеристиката на новиот сој. Кога сме кај децата, една студија сега во февруар излезена од Англија, од Кралската болница во Лондон, тие правеле споредба помеѓу децата заболени од COVID во претходниот бран и овој сега бран што го имаме, значи тоа е јануар-февруар практично. Во тој период бројот на случаи е зголемен на хоспитализирани пациенти во споредба со претходниот период, на деца зборувам, меѓутоа за среќа клиничката слика не е потешка. Значи тие имале слична клиничка слика како и тие кои што претходно биле хоспитализирани, а и другите ризикофактори горе-доле, возраст, коморбидитет, биле слични на децата кои биле хоспитализирани во претходниот период со многу мала смртност и потреба од интензивно лекување. Тоа ќе продолжиме околу симптомите, а секако да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во студија и да постават прашање до нашиот гостин доктор Фидановски околу децата, COVID пандемијата, како и последиците од вирусот. Доктор Фидановски, меѓутоа лани зборувавме дека децата најчесто асимптоматски поминуваат. Сега сепак има одредена клиничка симптоматологија, па дури и завршуваат во болница. Каква е сегашната клиничка слика на дете со COVID-19 во овој бран последниот? Уште е рано да се направи евалуација точна да се кажат разликите кои се, меѓутоа имаме впечаток дека можеби симптомите се поизразени во смисла на повисока температура и во смисла на тоа што порано се развива клиничката слика. Ако имавме период од неколку дена по претходниот бран
кога се чувствуваат некои, ние ги велиме продромални знаци за болеста, значи малаксало, слабост, гребење во грло, течење на нос, затнат нос, главоболки. Сега некако побрзо се развива клиничката слика и можеби побрзо се развиваат и знаците на долно респираторна инфекција, значи појава на бронхит и бронхопнеумонија. Иако кај децата беше карактеристично, барем во претходниот бран, дека голем дел од децата кои имаа ковид, кои беа симптоматски, се манифестираа со знаци од страната на гастроинтестиналниот тракт, значи стомачните голби, повраќања, проливи, што асоцира на некои други болести. Меѓутоа беше типично за детската возраст дека некаде 50 на 50 беа респираторни симптоми на овие симптоми кои укажуваат на афекција на гастроинтестиналниот тракт. Сегашниот трет бран не е само кај нас, односно се случува во голем број на европски земји. Таму дури одат со тоа она физичко присуство на децата во училишта повторно да го заменат со онлайн. Меѓутоа, колкава е веројатноста дека децата може да се заразат во училиште каде што ги почитуваат сите протоколи, отколку во парковите и на игралиштата каде што се собираат? Па во принцип престој во затворен простор, каде што посебно има слаба вентилација, на повеќе луѓе го зголемува ризикот, бидејќи знаеме освен тоа што вирусот се пренесува по капкав пат, дефинитивно се пренесува и преку воздух, така да логично е дека ризикот е навистина зголемен ако имаме престој на повеќе луѓе во помала просторија. За децата, посебно за помалите деца, овие што нашиве одат сега на училиште во првите 3 оделенија, кај нив па најмала инциденцата на позитивни и на деца со позитивна клиничка слика, па затоа е решено да тие одат на училиште, а другиве каде што инциденцата на заболувањето е повисока и каде што полесно заболуваат и полесно се пренесуваат, да се пак учат онлайн. Така да, досегашните наши искуства покажаа дека немавме многу случаи на наставници, на деца кои што оделен со физичко присуство, дека има големи проблеми. Имаше нели случаи поединачни, меѓутоа бројот на заразените не е многу висок. Ние веќе имаме гледачи на линија, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вашата емисија и поздрав до доктор Фидановски, и би сакал едно прашање да поставам. Имаме 11-месечна внука и последниве неколку дена има температура меѓу 37 и 38, еднаш само 38, повеќето е 37 со 2 и 37 со 5. Мајката и таткото се позитивни на ковид, па не интересира дали е тоа вирусно нешто или е и малата позитивна на вирусот. Така ви благодариме. Ако и двата родитела се позитивни, има големи шанси да се работи за инфекција предизвикана од SARS-CoV-2. Единствен начин да дознаеме е да се истестира детето, иако кај нив обично, како и до сега, клиничката слика е многу полесна и полесно поминува и во мал број на случаи има потреба од хоспитализација, меѓутоа единствен начин да дознаеме за што се работи е да се направи ПСР тест. Така. Имаме уште еден гледач на линија, повелете во програма сте? Добар ден, лесен ден, поздрав до студиото и докторот. Ни благодариме. Ето така, имам едно прашање, керка ми прима Вентолин, фликсотиде и фликсоназа за носот. Моментално еве сега повторно кашла, значи само сува кашлица, ама не, цело време. Цело време интересира дали спаѓа во нешто ризично, зато тоа сега моментално со ковид. Дали спаѓа во ризични пациенти? Да бидеме позагрижени или не, тоа не беше прашањето. Значи се работи за дете со коморбидитет, колку што разбрав со некакви најверојатно алергиски респираторни симптоми, што прима превентивна терапија, така да тој коморбидитет, како и некои други состојби кај децата, да, создаваат поголема склоност кон COVID-19 инфекцијата. Меѓутоа овие симптоми што ги има најверојатно се должат на незиното, да речем, хронично заболување, не се поврзани со, доколку е само овие тегоби, ако има некакви тегоби поврзани, да речеме, не знам, кашлање, суво подкашлување, течење на нос, чешање на очите, најверојатно се должи на алергијата, бидејќи сега е период кога почнуваат алергиите, односно алергиите кои што ги имаат
луѓето постојано се влошува состојбата, односно доаѓа до, ние велиме, екзацербација на состојбата. Така. Имаме уште еден гледач на линија, повелете во програма сте? Здраво. Добар ден, повелете. Добар ден, овака, поздрав до докторот. Ме интересира, пошто бевме сите позитивни, синчето исто така, има 13,5 години. Ме интересира какви последици после ковидот ќе има кај детето. Кога било тоа? А кога... Па, при крај ноември, почетокот на декември. Ако е до сега добро детето и ако нема никакви знаци, проблеми на некакво заболување или на некаков друг здравствен проблем, најчесто не. Кај децата, значи, после прележувањето на болеста, доколку клиничката слика била слабо изразена или поминало асимптоматски, па и тие кои што имале поизразена клиничка слика, најчесто нема никакви последици. Има една состојба која што Тоа сакав да, докторе, да ја прашам. Сега како што расте бројот на деца кои што се позитивни на COVID-19, дали расте и бројот на оние деца кои што добиваат пост-ковид компликации или оној мултисистемски синдром кој што се јавува? Да. После предходниот бран, не знам кој беше втор најверојатно бран што го имавме ние тука, зборам за Македонија. Тоа беше октомври, ноември месец. Ние рефериравме за таа ситуација, некаде, мислам дека и меѓу првите алармиравме дека се јавува нешто што веќе беше опишано насекаде во светот, тоа е тој мултиоргански инфламаторен синдром МИСК, кој што се поврзува со контакт со ковид. Значи не мора детето да било воопшто болно. Немало никакви симптоми, нити знаеле дека е болно, меѓутоа било во контакт со вирусот на COVID-19 и тој контакт во организмот доведува до една реакција, несоодветна имунолошка реакција, која што се манифестира дури неколку недели по тој контакт, значи најчесто од 2 до 6 недели тој период е различен, кој доведува до еден мултисистемски инфламаторен синдром кој се манифестира со висока температура, кој трае со денови, промени по кожата, со осипи, со гастроинтестинални симптоми, повраќања, проливи, респираторна симптоматологија, меѓутоа може да засегне и внатрешни витални органи како што се срцето, бубрезите, коагулацијата на крвта доведе до сериозно заболување. За среќа, овие случаи се многу ретки, меѓутоа типично се појавуваат после еден пик бран с голем број на случаи на ковид во популацијата. Така да јас се надевам дека нема така да биде, ама минатиот пат беше така, после тој пик октомври, ноември што го имавме, некаде во декември, значи крај на ноември, декември и почеток на јануар оваа година и декември минатата година имавме зголем број на деца со овој синдром. Значи ние од јули месец до декември, значи за тие 6 месеци имавме кај 8 деца диагностицирано. Постојат критериуми според кои што се диагностицира ова заболување, тоа се клинички параметри, лабораториски параметри, има дадено веќе стриктни критериуми според кои мораме да се држиме за да поставиме диагноза, меѓутоа симптоматично кај нас беше тоа што последните 5 случаи од тие 8 се појавија некаде во крај на ноември-декември. Значи беа поврзани со тој пик на заболувањето. Дали помали или повозрастни деца? Се работи за деца од различни возрасти, значи се работи за деца од различни возрасти, меѓутоа обично ова се јавува кај малку поголеми деца. Значи мислам на деца, школски деца, некаде возраста, барем и во светот е така опишано, негде околу меѓу 7 и 10 години е највисоката инциденца на ова заболување, познато како МИСК скратено. Иначе веќе првите студии што излегоа од минатата година се март и април месец, кога првпат во Велика Британија, во Франција и во Америка се опиша првите случаи и потоа има илјадници навистина деца кои што се појавија низ целиот свет, па еве и кај нас имаше неколку случаи. Освен тие 8, не имавме уште 2 случаи во јануар месец, кои се работи за состојба која многу личи на познатиот веќе синдром на Кавасаки. Тоа ми беше како родител да знае дека детево има таков синдром и колку трае опаровувањето од овие компликации? Родителот не може да знае, треба медицинско лице тоа да и ние некогаш имаме дилема, бидејќи реков се работи за една група на клинички, лабораториски
анамнестички параметри кои што кога ќе се спојат сите се создава се склопува мозаикот, нели, и ние велиме да ова може да се работи за овој синдром кој се уште се испитува и кој се уште мислам дека не ги знаеме сите причини, последици и она што е поднос на лекувањето. Она што треба да биде алармантно за родителот е дека тоа дете имало некаков контакт. Не мора да било болно, значи тоа се најчесто деца кои не биле болни од SARS-CoV-2 вирусот, меѓутоа имало контакт, да речеме дома некој бил болен, имало контакт со особа која што е позитивна, од тој период, значи ова е анамнестички поминале неколку недели, се јавува висока температура која е континуирана, значи не паѓа таа температура, е висока 39-40 степени и во ниеден период од денот не се намалува или се намалува за малку, за половина степен и трае со денови. Тоа е првиот водечкиот симптом, меѓутоа се јавуваат и промени по кожата, осипи на очите, зацрвенување во устната празнина и други симптоми кои можат да се придружни, да речеме, респираторни тегови може да се јават за една класична, да речеме, бронхопнеумонија, дигестивни симптоми, повраќање, проливи, една општа малаксалост. Тоа се симптоми кои што најчесто се појавуваат, меѓутоа за родителот алармантно би било доколку има податок за контакт со SARS-CoV-2 пред неколку недели, високата температура која трае со денови и промени по кожата, осипи, веќе тоа треба да го натера родителот да температурата треба да трае барем ден-два. Да се јави на лекар за да се диференцира. Остануваат во болнички престои овие деца? За колку време може да се излечат овие компликации? За среќа помал број од децата бараат хоспитализација. Најчеста причина за хоспитализацијата е високата температура која трае со денови, меѓутоа и појава на знаци на сегање на внатрешните органи, пнеумонија, срцева слабост. Тоа е веќе дефинитивно причина да детето се хоспитализира, се прават комплетни лабораториски испитувања, има типични параметри лабораториски кои укажуваат дека се работи за овој синдром. Многу битно за овие деца е што скоро сите, односно сите, по критериум треба да имаат зголемен титар на IgG антитела за SARS-CoV-2 вирусот, што значи присуство на такви антитела, контакт на организмот предходен со вирусот, сите имаат кој повисок, кој понизок титар, што е еден од круцијалните критериуми за да се постави диагноза. Хоспитализацијата зависи од кои органи се зафатени и колку е тежината на состојбата, меѓутоа 7 до 10 дена секако има потреба од хоспитализација и што е многу важно, следење понатамошно на овие случаи, потешките, каде што има пореметување на коагулацијата на крвта, може да има засегање на срцето, засегање на белите дробови, треба да се следат понатаму од педијатар во наредните неколку недели, па дури и месеци, за да се дефинитивно констатира дека сите знаци на инфламацијата на сите органи се повлечени. Значи, како што зборуваме за повозрасната популација дека се соочува со пост-ковид компликации, значи од ова не е изземена ниту пак не се изземени ниту децата. Да, ако го нема тој лонг ковид што го викаат кај возрастните, значи со месеци кај нив и по поминувањето на инфекцијата имаат некакви симптоми кои личат многу на симптомите кои се јавиле за време на акутната фаза на болеста, кај децата го имаме за среќа во многу мал процент овој миск, кој што знае да биде сериозен проблем. Така, секако бидејќи времето ни е кратко, треба да приврашуваме, меѓутоа и да не ги плашиме родителите дека секое дете или што било во контакт ќе добие вакви компликации, меѓутоа само да кажам дека инциденцата е навистина многу мала. Да речеме до пред месец-два инциденцата во Соединетите американски држави беше 2 лица со миск на популација од 100.000 до 19 годишна возраст. Значи се работи за многу мало. Навистина за многу ниска инциденца. Така, доктор Фидановски, еве за крај еден совет, една порака до родителите како да ги заштитиме децата, повеќе суплементи или повеќе здрава храна? Па едно и друго. Значи еден хигиенот и диететски режим во секој случај, како и за сите инфекции, така и за ова инфекција, дефинитивно една избалансирана исхрана каде што ќе има многу овоше, зеленчук, колку што може активности на отворено, физичка активност на отворено и давање додаток на витамини, многу битен Д витаминот, значи јас неколку пати го потенцирам вака во разговор со родителите и гостувањата во медиумите, дека Д витаминот е многу важен, тој е секако важен за општиот имунитет
и за други состојби кај децата, меѓутоа посебно поврзано со инфекцијата со SARS-CoV-2 вирусот, дека навистина високите вредности на D-витамин, нивото на D-витамин во крвта спречува појава на COVID инфекција. Доколку се добие инфекцијата, ќе помине лесно, помалку се клиничките, тешките клинички форми на болеста, помалку хоспитализации кај тие лица кои што имале доволно D-витамин, и смртноста исто така е многу пониска во популацијата каде што е високо нивото на D-витамин. Така да давајте D-витамин во поголеми дози од вообичаените што обично се препораките за детскиот период, нели за зимскиот, зборам за зимскиот период. Така, доктор Фидановски, јас ви благодарам што бевте наш гостин. Се надам дека вашите совети ќе стигнат до нашите гледачи и до родителите.